Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток настаните на денот. Камен темелник за изградба на автопатот Тетово-Гостивар ќе биде готов за 2,5 години, најавува владата. Седница на 19 јуни, одлука по локалните избори. Уставен откри агендата за законот за јазиците. Суди и јавни обвинители, но и познати адвокати се наоѓаат на листата кандидати пријавени за судија во Европскиот суд за човекови права. Касами ќе се бори за нов мандат во Тетово, Висар Ганијово Чаир, министерот за труд и социјала Кичева. Лиферувани дел од имињата со кои вреди без таравари ќе се трка на локалните избори. Жените во Македонија се помалку платени од мажите, имали лек за родовиот јас. Вучич имал висок притисок, состојбата му е добра, но ќе мирува. Пошто се разликуваат ставовите на синдикатите во однос на минималната плата, но и на останатите плати и во јавниот и во приватниот сектор, зашто КСС не се приклучи на протестите за 1 мај кои ги организираше ССМ, како тече и кои се придобивките од социјалниот диалог, за ова и многу други прашања со Благој Ралповски, претседател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Останете со нас, почнуваме. Со присуство на високи политички представници поставен беше камен темелник за изградба на автопатот Тетово-Гостивар. На свеченоста беа премиерот Мицковски, амбасадорката на САД Агелер, одвреди Билјалка Сами Изет Меджити, но и лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таравари. Автопатот ќе биде во должина од 18 километри и ќе представува значајна инфраструктурна врска во Полошкиот регион. Мартин Арсов беше таму. Поставен камен темелник на автопатот Тетово-Гостивар, долг 18 километри. Проектот чини 90 милиони евра. Делницата треба да биде готова за 2,5 години. Проектот предвидува 6 сообраќајни ленти, 3 во секој правец, односно 2 за возење и 1 за застанување. Ке се градат и 9 надпатници. Овој пат ќе го возат и ќе го користат и македонци, и албанци, и турци, и срби, и власи, и роми, и бошњаци, и од други националности туристи кои што ќе се упатуваат преку овој пат до нашите планински бисери, до нашите езерски бисери, како што е Охридското езеро. Во јуни 2024 година, кога беше формирана оваа влада, вкупно беа експроприирани 560 парцели на трите делници. Денеска во април 2025 година се експроприирани 2497. Прогресот е некаде помножен со 5 пати. Договорот е потпишан во март 2023 година, а во јули 2024 година наследивме само 2 информативни табли и ништо повеќе. Затоа сега го гледате колкав е напредокот. Ќе не мерите по завршени километри, не по потрошени зборови. Денешниот темел е символ на таа политика. Политика на дела, а не на празни фрази. Бехтел Јенка пак бара работници. Потребни им се камионџи, управувачи на машини, армирачи, градежни инженери. Нашето семејство на проектот сега брои персонал од околу 1700 лица. 52% од нашиот сим се околните села и од градови. Планираме летово да го достигнеме максимумот до 2600 вработени лица. Го покануваме персоналот од сите профили да аплицира за работа кај нас. На настанот присутна беше и американската амбасадорка Агелер. Важно е да се изберат правите партнери во одредени дејности и мене ми е драго што ние избравме и македонската влада, македонскиот народ и сите наши пријатели овде да бидат партнери на овој пат. Од СДСМ обвинија дека ВМРО-ДПМНЕ се лицемерни. Токму проектот со Бехтел Јенка, што тие со месеци го оцрнува, го блокира и го нарекува историски криминал. Денес со гордост го промовираат. Ако е историски криминал, дали тоа значи дека ВМРО-ДПМНЕ влегува во криминал? Едно е јасно, лицемеријето на ДПМНЕ нема граници, но сепак добро е што продолжува реализацијата на стратешки проект на СДСМ, пишуваат од опозицијата. Кој да ги пишува соопштенијата и реакциите на СДС, сигурно е нов во работата и не замеруваме, и никој не треба да замери. Сепак што би можеле да кажат во своја одбрана, што освен што немаа проект, тие 2-3 што ги почнаа, или се коруптивни, или заглавени и блокирани, или и двете, им вратија од ВМРО-ДПМНЕ. Мартин Арсов, Сител телевизија. Седница на 19 јуни, одлука по локалните избори. Уставен откри агендата за законот за јазиците.
Судии, јавни обвинители, но и познати адвокати се наоѓаат на листата кандидати пријавени за судија во Европскиот суд за човекови права. Подготвителната седница за Законот за јазиците е закажана за 19 јуни, изјави председателот на судот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Тој во интервју за емисијата Трилинг објасни дека поради трагедијата во Кочани судот веќе еднаш ја одложи седницата, а неговите проценки се дека по локалните избори на есен, за да се избегне етнизација и политизација, ќе може да се донесе одлуката на судот. На изјавите на председателот на Уставен реагираше опозицијската ДУИ, која тврди дека Уставниот суд веќе не се крие зад неутралноста и делува како параполитичко продолжение на актуелната власт. На 19 јуни Уставниот суд ќе одржи подготвителна седница за Законот за јазиците, а конечната одлука судот ќе ја донесе по изборите. Председателот на Уставниот суд во интервју за Трилинг вели дека ниту едно право на граѓаните нема да им биде скратено. Предупреди дека одредени политички структури се обидуваат да прикажат меѓуетнички проблем за да ги истуркаат своите политички агенди. И етничките односи се многу важни за општество какво што е македонското. Но моја длабоко уверување е дека ние во овој стадиум на развој на нашето општество немаме проблем во меѓуетничките односи. Имаме друг тип на проблем, злоупотреба на меѓуетничките односи за политички цели. Ете тоа го сведочевме целиот изминат период и по постапувањето за балансерот и по Законот за јазиците. Ние имаме една понасушна потреба. Јас се согласувам дека меѓуетничките односи се еден од столбовите за стабилноста на нашата држава. Но во овој момент, моје лично убедување дека има еден уште поважен темел за стабилноста на нашата држава. Тоа е владењето на правото. Јавните изјави на председателот на овој суд кои ги минимизираат меѓуетничките проблеми и ги прикажуваат како алатка за политички цели не се само неодговорни, туку и длабоко опасни, реагираше утро во ДУИ во писмено соопштение. Најавата дека одлуката за Законот за употреба на јазиците ќе биде донесена по изборите не е случајна, туку дел од добро осмислен план за привремено одржување на нивниот политички проект кај албанците преку квази представници без легитимитет за потоа да се нападнат сите постигнувања стекнати преку Охридскиот договор, се вели во соопштението кое ДУИ го објави утрово. Подпредседателот на ДУИ Бујар Османи веќе почна да ја планира и предизборната програма. Одлуката ги претвора наредните избори во референдум за албанскиот јазик и еднаквоста во државата, порача Османи на социјалните мрежи. ДУИ е разочарана бидејќи им пропадна планот да го поништат Законот за јазиците и со тоа да ја дестабилизираат државата, се вели во реакцијата на коалицијата Вреди. Планот на Али Ахмети и Бујар Османи преку суди именувани од нив во Уставниот суд да го загрозат албанскиот јазик во Република Македонија и да ја дестабилизираат земјата, пропадна пред да земе замав. Бујар Османи, како почетник во политиката и без кредибилитет, не успева да го сокрие своето разочарување. ДУИ беше подготвена да го жртвува албанскиот јазик само за една ниска цел – да се врати на власт по секоја цена, се вели во реакцијата на коалицијата Вреди. Уставниот суд на крајот од минатата година одлучи да одржи подготвителна седница по серијата иницијативи за оценување на уставноста на Законот за јазиците. Седницата беше одложена поради трагедијата во Кочани. Александар Спасовски, Сител телевизија. Судии, јавни обвинители, но и познати адвокати се наоѓаат на листата кандидати пријавени за судија во Европскиот суд за човекови права, кој треба да ја преземе функцијата на почетокот на следната година. Габер Дамјановска, Даштевски, Џонова, Пепелјуговски, Менкиновски, Ленче Ристовска се дел од имињата од списокот на кандидати. Одлуката ќе ја носи меѓуресорска комисија формирана од владата. Голем интерес владе меѓу правниците во Македонија за престижната 9-годишна функција за судија во Европскиот суд за човекови права. На 20 судии, обвинители и адвокати поднеле кандидатури за оваа клучна позиција во Страсбур, која ќе се ослободи по истекот на мандатот на актуелниот судија Јован Илиевски на почетокот на 2026 година. Меѓу оние кои веќе потврдија дека се во трката е поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Тој за Сител потврди дека аплицирал за судиската столица во Страсбур
Страсбур. И поранишната директорка на Академијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер-Дамјановска за Сител вели дека поднела документи за местото во судот. Та и на претходниот конкурс влезе во финалниот круг, но комисијата тогаш го избра судијата Јован Илиевски. Во трката се приклучи актуелниот заменик директор на Академијата за суди и јавни обвинители Илири Сени, кој исто така ја потврди својата кандидатура, како и обвинителката Ленче Ристовска. Низ правосудните кулоари неофицијално се споменуваат и други звучни имиња. Судијката од Кривичниот суд Олја Ристовска, поранишната председателка на Врховниот суд Лидија Неделкова, која беше разрешена во 2021 година, како и апелационата судијка Габриела Гајдова. На конкурсот на Министерството за надворешни работи неофицијално се пријавили и адвокатите Туни Менкиновски, Јордан Апостолски, како и поранишниот член на антикорупцијска Шемси Салај. Најдобрите кандидати ќе ги селектира комисија формирана со одлука на владата. Во наредниот период, меѓуресорската комисија формирана со одлука на владата ќе ги разгледа пристигнатите апликации, ќе изврши интервјуа со кандидатите и ќе пристапи кон процес на нивно рангирање, со цел предлагање на тројца кандидати до советодавниот панел на експерти за избор на судии при Советот на Европа, согласно член 22 од Европската конвенција за човекови права, информираат од МНР. Кандидатите мора да ги исполнуваат минимум следните услови: да е државјани на Македонија, мора да уживаат висок морален углед, мора да ги исполнуваат условите неопходни за вршење на високи судски функции или да бидат правни стручњаци со призната компетентност, минимум 12 годишно искуство во соодветната професија, мора да бидат помлади од 65 години, мора да имаат искуство во областа на човековите права и мора активно да го владеат едниот, а пасивно другиот службен јазик на Советот на Европа, англиски и француски. Досега оваа функција од 1998 година ја вршеле судијката Маргарита Цаца Николовска, судијката Мирјана Лазарова Трајковска и актуелниот судија Јован Илиевски. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Касами ќе се бори за нов мандат во Тетово, Висар Ганiju во Чаир, а министерот за труд и социјала за Кичево. Ова се неофицијалните имиња со кои новата партија Вреди ќе се трка на локалните избори. Таравари и Мицковски ќе се сретнат од понеделник, потврдија денеска од ВМРО ДПМН. Средбата Мицковски Таравари ќе се случи во текот на неделава, потврдија од ВМРО ДПМН. На состанокот меѓу премиерот и министерот за здравство треба да се одлучи дали по напуштањето на Вреди самостоен настап на локалните избори, Алијанса ќе треба да ја напушти и владата. Владеачката ВМРО ДПМН се уште прави анализи за тоа кого би кандидирала за локалните избори, но и дали ќе има соработка со новата партија Вреди за нив. Кога ќе биде средбата на Таравари со Мицковски? Почитувани во текот на наредната недела. Дали ќе има соработка со Вреди на локално ниво за изборите? Почитувани тоа допрва ќе се разговара. Мицковски Таравари денеска беа заедно на настан поврзан со автопатот Тетово Гостивар каде и се ракува. Затоа пак Таравари не си подаде рака со неговите досегашни партнери Меджити и Касами, кои исто така беа на настанот. За разлика од тоа, лидерот на Алијанса синоќа се поздрави со лидерот на Дуи Ахмети на прослава во Слупчане. Ахмети вчера изјави дека со Таравари се уште не разговарал за конкретна соработка во одредени општини, но даде потврда дека изминатиот период имал средби со него и дека се радува што повеќе не е дел од друштвото на Вреди. Во меѓувреме, излегоа првите неофицијални имиња за можни кандидати за градоначалници од Вреди. Меѓу нив се споменуваат министерот за социјална политика Фатмир Лимани, кандидат за градоначалник во Кичево, Висар Ганiju останува во Чаир, Касами во Тетово. Наводно Меджити, Касами и Ибрахими ја направиле и првичната селекција, а покрај имињата за Кичево одредиле имиње и за Гостивар, професорот по економија Висар Адеми, Менди Кира во Струга, Абдула Бајрамовски во Долнени, Блерим Саидиу во Желино, Мухамед Елмази во Сарај. Се уште нема кандидати за Липково, Рачиново и Стоденичани кои ќе бидат клучни за битката со Дуи на локално ниво. Нема официјална потврда од Вреди за сите овие имиња, но министерот Лимани не исклучува дека од извршната можно е да замине во локалната власт. За моето можно кандидирање бев јасен и во времето на кандидирање како независен, а тогаш пораката беше: излегувам за да дадам порака на Дуи и до сите дека заврши ерата на диктатот, а која му овозможува само на царот да предлага. По-конкретно, сега сме во фаза на анализи, основање на нови структури ограноци и по 2-3 недели ќе имаме конечен став. Ни пиша Лимани за тоа дали влегува во градоначалничката трка. Од друга страна, собранискиот спикер Гаши не е загрижен за ваквиот расплет во албанскиот владин блок токму пред локални избори. Нашиот политички живот сегогаш бил
динамичен. Различни политички актери во одреден момент се одлучуваат за друг чекор. Тоа е легитимно, нивно право. Тие ќе се соочат со граѓаните. Кога има парламентарни избори да се грижиме за парламентарните и кога има локални избори да знаеме дека тоа се други теми и не треба секогаш на секои избори да сензибилизираме како да се тоа последни избори, како да се најбитни избори. Се уморивме од тоа мислејќи дека тоа се клучните избори во државата. 2025 година во октомври ќе имаме најредовни, најобични, нормални локални избори. Локалните избори треба да се одржат во октомври годинава, а Гаши веќе најави дека распишувањето на изборите го планира за крајот на јули и почетокот на август. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Жените во Македонија се помалку платени од мажите. Има ли лек за родовиот јас? Вучич имал висок притисок, состојбата му е добра, но ќе мирува. Мажите заработуваат за околу 13% повисоки плати од жените. Ова е официјалната државна статистика за земјава која не се разликува многу и од статистиката на Европската унија. Жените земаат пониски плати за истата работа, но уште почесто тие работат помалку платени професии. Околу 57% од вкупниот број работоспособни жени воопшто не се вклучени на пазарот на трудот. Анализа на Габриела Лескова. Жените во Македонија заработуваат помалку од мажите. Најновите податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека родовиот јас на заработувачка меѓу мажите и жените според полно работно време изнесува 12,9%. Родова рамноправност нема ниту во статистиката за скратено работно време. Истото покажува дека мажите заработуваат 11% повеќе од жените. Ако ја отворите табелата во јасна заработувачки, посебно по дејности, еднаквоста е мисловна именка. Скоро во сите дејности мажите заработуваат повеќе. Мажите земаат значително повисоки плати во дејности за здравствена и социјална политика, за 27% повеќе од жените. Значително повисоки плати земаат и мажите кои се бават со преработувачка индустрија и оние кои избрале кариера во финансии. Побогати се мажите кои тргуваат на големо и мало, поправаат автомобили и мотоцикли или се вработени во угостителски објект во споредба со жените вработени во овие сектори. Жени кои заработуваат малку повеќе од мажите се оние кои избрале кариера во транспорт, стручни или научни дејности, градежништво и снабдување со вода. Економските аналитичари потсетуваат дека оваа состојба не е нова. Со години наназад е славен фактот дека мажите заработуваат повеќе од жените. Според нив се должи на стереотипите и предрасудите на населението дека професиите се уште може да се делат на машки и женски. Овој јаз во наградувањето е заради прво затоа што во просек женската работна сила стекнува помалку квалификации. Тоа е затоа што од дома едноставно не ги пуштаат. Или немаат услови, а општеството не прави ништо да им помогне на тие млади девојки кои што би требале да стекнат повисоки квалификации. Втората причина е што во голем број случаи жените не добиваат раководни позиции. Тоа се уште постои тој стереотип дека раководењето не е за жени и тоа се одразува во платите. Родовиот јаз во плати не само што ги држи цврсто економските нееднаквости меѓу жените и мажите, туку го зголемува и ризикот на разни форми на насилство врз жените. Невладиниот сектор алармира дека ако жената финансиски е зависна од сопругот, може да ја ограничи низината можност да побегне од ситуации кои се опасни по низиниот живот. Нееднаквиот пристап до права и до ресурси кои што се резултат на овој родов јас во плати придонесуваат кон зголемување на тој дисбаланс на моќта и кон зајакнување на традиционалните родови улоги, што понатаму негова околина во која жените многу лесно може да станат жртви на различни форми на насилство. Кога зборуваме за родовиот јаз во плати, ние практично зборуваме за една трајна, континуирана општествена девалвација на женскиот труд, особено на работното место, што се рефлектира преку јазот во плати, но и што придонесува кон целосна девалвација на жените и ги прави поподложни на разни форми на лично, но и на институционално насилство. Ако жените заработуваат подеднакво со мажите, ќе има и раст на БДП. Да, ќе имаме раст на БДП, бидејќи тоа е очигледно еден развоен ресурс или базен на неискористена работна сила.
И ние се наоѓаме сега во ситуација да Македонија има недостаток на работна сила, увезуваме работна сила од странство, а домашен пул имаме, базен, неискористен потенцијал од работна сила кој што не го користиме заради стереотипи и примитивизам. Анализата на статистика за последниот квартал од 24-та покажува дека во Македонија 770.399 жени се способни за работа. Нешто под 300.000 од нив се вработени, а 36.018 не. Но експертската јавност потенцира дека загрижувачки е фактот дека 435.122 од жените се надвор од пазарот на трудот. Дополнително, согласно анализата на пазарот на трудот, жените работат во помалку платени сектори, како здравство, образование и грижа, каде трудот се смета за природна женска улога, а не како вредност што треба да биде соодветно платена. Непостоењето на транспарентност во платите има возможува на работодавачите да нудат пониски плати за жените, особено при вработување. Во 2023 година статистиката на Евростат покажува дека во просек жените заработуваат 12% помалку од мажите. Латвија е државата во која има најголем јас на заработувачката меѓу мажите и жените. Таму мажите заработуваат дури 19% повеќе. Најблиску до тотално еднаква родова заработувачка е населението во Луксембург. Таму жените за нешто под 1% се побогати од мажите. Но експертите од економскиот свет потенцираат дека за еднаква родова заработувачка во Македонија ќе треба уште многу долго време. Габриела Лескова, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Благоје Ралповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Овој продолжен викенд за многумина, иако вчера беше официјално работен ден, е по повод Денот на трудот, 1 мај. Вие како синдикат не се приклучивте на протестите кои се организираат, да речем, традиционално од Сојузот на синдикати. Вие и лани, колку што видов, не сте се приклучиле на протестите затоа што имаше техничка влада и така натаму, но која беше причината да оваа година сметате дека треба во кругот на семејството да се помине празникот наспроти она што е самата символика на празникот, а тоа е да се оди на улица? Па не би рекол дека тоа е традиција ке нас. Тоа се случуваше претходните 3-4 години, кога ние имавме проблеми, па го начнавме на излегувањето на 1 мај за протести. И тоа излегувавме на протести, не на првомајски маршеви, како што некој милуваше претходно да каже. И тогаш кога имаме потреба да излеземе и кога сме имале потреба, ние ни 1 мај не сме го чекале, туку секојаш и секој ден сме можеле или сме организирале кога и да требало протести, сме организирале штрајкови и така натака. Она што вие го напоминавте, ниту лани не излегавме, ги повикавме сите политички партии да ги кажат нивните намери, што имаат намера во делот на работничките права, тоа беше, знаете, пред изборите. Тогаш се појавија и дел од владеачките партии ке нас во просториите. ВМРО, Левица и знам колку што види. Да. И она што го ветија како политички партии, еве полека, но сигурно го остваруваат. Не осеќаме дека треба да се трошиме и ние како синдикати и членството да го трошиме за нешто што сега функционира. Ако треба символично да го изразиме, треба символично да го изразиме. Ако некој мисли дека треба протести, дете си прави протести, тоа е нивно право, си бараат она што го зацртале да го бараат и така натака. Да, им дадовте некој вид на аргумент. Слушавме дека во изминатите денови излегува со квалификации дека КСС се умилкува на владата и дека сте еден вид продолжена рака на власта во рамки на синдикалното организирање. Па да, ги слушавме што зборат и ние ги слушавме. До сега не сме имале практика и мисламе крајно некоректно од нивна страна што не прозиваат нас. Ние не сме имале практика да ги прозиваме Сојузот на синдикати, но еве сега за прв пат ќе кажам, оној синдикат кој што беше вазал на власта 5-6 години, кој што ја виткаше кичмата и ги упропасти работничките права, и затоа се платите и во јавниот сектор и платите во Македонија такви како што се, сега излегува и нас не прозива за нешто што во изминатата година направивме многу за работниците, поготово во јавниот сектор, затоа што ние сме 95% конфедерација која што делува во јавниот сектор.
Тука имаме зголемување на платите во образованието и тоа 24-та година кога не требаше да има зголемување на платите во здравството, кога не требаше да има зголемување на платите во полицијата. Ако се сеќавате 24-та година согласно колективниот договор член 14 требаше тогаш да се извади минималната плата од законот и требаше да има промена на законот за административни службеници. Ние секојдневно бевме пред собранието или во собранието, обидувајќи се да го спречиме тоа. За среќа наша, тој закон не се промени, работниците добија било такво какво што добија усогласување на платите, тогаш 2500 денари, сега 1800 денари, и еве разговараме и повторно да се зголемат платите, требаше да се зголемат од 1 мај, ама пустата желба да бидат главни направи обструкција од ССМ и УПОС и еве до 1 мај неаме договор, иако имавме понуда од владата, уште 7% се зголемат платите. Сакаат да бидат единствени подписници и со тоа да го залажуваат членството дека они се подписници на тие колективни договори и ако не се членови во нивниот синдикат нема да го добијат тоа покачување. Тоа си изнаслушавме во претходните 5-6 години. Не успеа и на таков начин да не уништат. Сега не знам. Тоа што се испострирани, што еве ние успеавме ни социјален диалог да го добиеме, тоа што не го добивавме во минатите 5-6 години, тоа е нивни пек. Ако сакаат да се придружат, ние секојаш сме им давале рака и секојаш сме ги повикувале, дури беа и повикувани од владата, заедно со нас да седнат на маса и да преговараме за покачување на платите. Едно од нивните најзвучни барања, кое вие не го поддржувате, е минимална плата од 500 евра. Тоа е доста вака популарно да се побара и од тој аспект како синдикат, можеби на дел од јавноста е чудно, зашто и вие не би барале колку што може повисока минимална плата да добие работникот. Вака цаци. Ние не дека не бараме 500 евра минимална плата, ние бараме и 600 евра минимална плата. И ајде сега ќе се сетиме како почна од септември. Од 450 па дојде на 550, па на 500 евра, па ги поддржувала една од коморите дека ќе им даде 500 евра плата. Тоа беше Северозападна комора, така. Знаеме кој беше директор пред 7-8 години на таа Северозападна комора и знаеме од каде излегуваат тие нивни популистички барања. Директорот, ќе кажам јавно, беше поранешниот вице-премиер Битики. Платите во минималната плата треба да расте согласно закон. Ние имавме закон за минимална плата кој што се донесе во 2012 година и еве за јавноста да знае и да и биде појасно на јавноста, во 2008 година за 1 мај на сите плоштади кога ССМ нигдека го немаше, КСС собра 48.000 подписи, со што ја иницираше носењето на минималната плата. Таа плата растеше во тие моменти и по таа формула од 8, 9 до 10% секоја година. За жал, со ваквиот популизам, неводењето на грижа за работничките права, не имплементирањето на законите во целост, доведе да таа минимална плата, согласно тој закон, расте до 1 до 2%. Сега, кога ќе дојдеме во ситуација, кога видоа дека минималната плата не расте, почнаа со популистички мери. А од друга страна, тој исти закон за минимална плата пишува дека платите треба да се усогласат во рок од 6 месеци. 2017, 2018, 2019, 2020, 21 тек во 22 почаа да се усогласуваат платите. И е една паралела сега да ви кажам. Ако во март 2022 платите во јавниот сектор на оние со средно образование се движат од 14.500 до 16.495, каде што минималната плата беше 18.000 денари, тогаш ССМ излезе со упад во нашите протести и во штрајкот на СОНГ. Ако се сеќавате, тогашниот председател користеше фрази од она се или нешто на Лила Филиповска, не може јаким така се однесува, понудата важи, понудата не важи, и направија упад каде што на голем дел
на некои се зголемија за 14%, само да дојдат до 18.000 се направи урамниловка, а на оние погорните се зголемија за 1,3, 1,9, 1,8. И мислам тоа е срамота сега некој синдикат кој што го прифаќал ова, виткал кичма, бил базал, сега да кажува дека треба да бидат поголеми платите. Да, платите се поголеми, затоа што еве го членот 14 пишува дека во 23 година треба да се качат 10% во јавниот сектор. Што пишува во членот 2? Она која се смеевне лани во септември, сите и цела Македонија која се смееше. Доколку индексот на трошоците на живот во првите 6 месеци во 2024 споредено со индексот на трошоците во првите 6 месеци од 2023 надминува 3%, основна бруто плата на вработените во јавниот сектор ќе се зголеми во процентуален износ за разликата од 3%. Колку беше предвидено со овој колективен договор? 0,7%. Колку добија вработените во јавниот сектор? Добија 2500 и добија 1800. Тоа е 4300. Ако земеме на плата на државен советник од 40.000, тоа е повеќе од 10%. И ако земеме дека на крајот, кога се подпишуваше тој колективен договор, ставија една одредба во членот 47 став 4 за да се заштити тогашната влада, мислејќи дека уште ќе остане на власт, дека коефициентот на сложеност на работно место ќе се согласува со номиналниот раст на БДП. И вика доколку истиот е понизок од растот на просечната бруто плата. Зашто бараат сега 12,6 кога самите подпишале дека треба да биде 10,1? Добро, вие рековте дека има социјален диалог кој што дава одредени резултати. Она што се уште е нејасно кој ќе ги застапува, кој ќе биде репрезентативен синдикат. Имате ли вие почнато постапка за да го добиете тоа место на преговарачката маса, условно кажано, со владата и со работодавачите? И до каде е таа процедура? Кога очекувате дека ќе се знае дали ССМ, дали КСС е репрезентативен синдикат? Вака се. КСС е голема синдикална конфедерација, каде што брои преку 1100 синдикални организации. Почната е процедурата на собирање на списоците по сите 1100 синдикални организации. Тоа е голем процес. И мислам дека во текот на овој месец дека тоа ќе заврши и дека имаме доволно бројка за да бидеме репрезентативни на национално ниво, она што ни се одзимаше во претходните години. Сега, ако ССМ се жали на таа репрезентативност, дека во декември поднеле така, се уште беа они членови на таа комисија за репрезентативност. СОНК во декември ја доби репрезентативност, затоа што имаше доволно членство да ја докаже. Па сега јавноста нека размисли кој е проблемот на ССМ, зашто е проблемот на ССМ, дека комисијата се променила и дека комисијата не функционирала 1 месец или 2 месеца. Мислам дека треба на сите да им биде јасно што се случува таму и она што е многу битно, сакаат они да бидат тие што ќе ги подпишуваат договорите и само они. Не е проблем, нека ги подпишуваат. Но они тоа го злоупотребуваат, затоа што ги уценуваат луѓето, крешејќи ги меѓународните конвенциите на Меѓународната организација на трудот, крешејќи ги законите и уставот, уценувајќи ги луѓето дека не смеат да излезат од синдикатите. Сега луѓето се ослободуваат, онаму каде што не зимаа плата, онаму каде што не им беа покачувани платите, а беа кени. Нормално е дека луѓето сакаат да го напуштат тој синдикат кога немале никаков бенефит и биле под притисок 6-7 години. Не е проблемот во репрезентативноста, проблемот е во нивното претходно работење и ова го кажувам затоа што бевме прозвани и до сега не сум имал во нивното претходно работење кое што сега работниците и како го казнуваат. Господин Раповски, има уште многу теми поврзани со синдикатите, ќе имаме и следни прилики за разговор. Би сакала само за крај еден кус коментар за вршија мерките на владата со кои се правеше обид да се стави контрола на растот на цените преку регулирање на профитните маржи на барем на основните производи. Во моментов нема мерки, тоа не е работа на синдикатот, меѓутоа во еден поширок контекст влијае на стандардот кој што го имаат граѓаните и работниците. Очекувате ли дека во овој дел треба да се продолжи да се интервенира или треба да се остави пазарот да регулира колку ќе плаќаме за основните производи? И како е работа на синдикатот, затоа што
тоа што колкава ќе биде инфлацијата, толку ќе ни биде остатокот од процентот покачување на платата. Имавме периоди каде што добивме 10%, а 20% беше или 30% инфлацијата. Да, видовме дека дада одредени значи подобрување во делот, намалување на цените и мислам дека и ние, и вие медиумите, и ние синдикатите, сите заедно треба да го следиме она што ќе се случи во месец мај, да видиме дали повторно трговците ќе се дрзнат да ги покачуваат цените и мислам дека беше најавено од страна на владата, затоа имаат целосна поддршка да воведат нови мерки и ние ќе го следиме текот на цените, ќе видиме каква е стојбата на терен и мислам дека граѓаните заслужуваат да имаат едни фер цени во маркетите, затоа што доаѓаме во ситуација дека основните прехранбени производи се поскапи него во Србија, Црна Гора и така натаму. Да, гледаме дека Министерството за економија е при крај со изработката на таа кошничка, која тие неа нарекуваат синдикална, како што е она на ССМ. Вклучени сте на некој начин во тој процес и давате поддршка да се изработи друга, а не она синдикална која произлегуваше од синдикатите? Вака сега, ние сите синдикати беа повикани таму за да дадат своje листање во делот на таа нивна синдикална кошница. Знаете дека нити во минатото не интересирало, нити сега нас не интересира инфлацијата која објавува Државниот завод за статистика, но она што ќе биде представено пред нас, пред синдикатите, ние се што е во интерес на работниците ќе го поддржиме. Господин Ралповски, благодарам за гостувањето во Дневникот. Благодарам на можноста.